Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, почитувани секако слушатели на емисијата Поента, добар ден и добродојдовте во уште една емисија со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, редовен уредник на емисијата. Дозволете ми на почетокот на емисијата да ви го честитам денешниот ден, 11 октомври, денот на македонското востание, денот на народното востание на македонскиот народ, и 11 октомври и секако на целиот македонски народ да му посакам уште многу години да го славиме овој празник како еден од најзначајните државни празници на Република Македонија. На 11 октомври е кренато македонското народно востание против фашизмот, со што започна македонската борба за ослободување од фашистичкиот окупатор. И овој празник е можеби еден од најважните, затоа што е важен мегник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Со својата вооружена борба, Македонија не станала квинслишка територија, туку напротив, жешко подрачје за фашистичкиот окупатор. Македонија и македонците дале свој конкретен придонес во победата над фашизмот во Втората светска војна. И токму поради овој факт, денеска го славиме овој голем настан од македонската историја. Низ целата држава денес се организираат разни свечености и прослави. Имено вчера во Македонското собрание се одржа свечена седница по повод 11 октомври. Денеска на гробот на првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто, ќе се положи цвеќе. Секако во паркот на револуцијата во Прилеп, како и на спомен костурницата на паднатите борци од народно-ослободителната борба во Куманово, исто така ќе се чествува празникот. Во Прилеп секоја вечер спроти празникот се одржува традиционалниот импровизиран напад на градот како потсетување на историските настани од предвечерието на 11 октомври 1941 година. Таквото чествување беше или се одржа вчера вечер во Прилеп. Знаеме дека во овој град има и меморијален музеј 11 октомври, во кој што се изложени неколку стотици фотографии и значајни документи од народно-ослободителната борба. Исто така Прилеп организира редовно маршрута од центарот на градот кон могилата на непобедените, каде што секоја година по повод 11 октомври се организира и спектакуларен огномет. Посебна важност има и свеченото положување на цвеќе на партизанските гробишта во Скопје од страна на повеќе делегации на градот Скопје, на владата, на собранието, на председателот на Република Македонија, на главниот одбор на Сојузот на борците на Македонија, исто така и делегација од Министерството за одбрана, Генерал штаб на армијата и секако други позначајни институции од државни органи на Република Македонија. Секако не изостанува и редовната свечена академија и обраќање на повеќе македонски државници и поранешни партизани во домот на армијата во Скопје. Уште еднаш нека ни е честит 11 октомври и за многу години да го славиме, секако во чест на идејата за македонска самобитност, но и идејата за национално македонско ослободување од фашистичкиот окупатор, но и од сите, би рекла, окупатори и непријатели на македонската кауза. Денешната поента ја продолжуваме со темата на денот, темата на денешната поента, а поврзана со неодамно откриените, односно протечени тајни документи, кои што се најдоа на веб страната на soros.dc.lix. Се работи за тајни документи што беа јавно објавени и достапни, би рекла за сите граѓани на планетата Земја, во месец август оваа година.
На оваа веб страна протекоа вкупно 2576 фајлови со тајни документи од бројни невладени организации, финансирани од тајкунот Џорџ Сорос, кои се чини фрлеа нова светлина во наводници секако во политиката. Народски кажано, со овие тајни документи фактички се дозакопа идејата за глобалната политика и за глобалниот поредок. И не дека во овие документи се содржат некои информации кои досега ги немавме во предвид или кои досега не ни биле јасни. Се работи за документи кои што напротив содржат голем број информации кои на сите или повеќето од нас не беа јасни. И не дека со овие документи нешто драматично ни се разјасни или нешто драматично ни се демантира, но сепак вредноста на овие документи е во тоа што за прв пат целиот свет има корпус деликти, пишани документи, бели книги, бројни стратегии, разноразни финансиски буџети, кои што се произлезени од кујната на Џорџ Сорос, а кои што успеваат во целост да ја демаскираат работата на овие негови невладени организации и секако да ги демаскираат активностите или насоките на активностите кои што ги тераат овие невладени организации. Именно преку јавното обелоданување на досега тајните документи, фактички се демаскира нивната вистинска борба за демократија и вистинска борба за слобода и се влегува во сршта на она што представува вистинска активност на овие невладени организации, секако под водство на тајкунот Сорос. Паднаа маските во вода за чии всушност права и слободи работат Соросовите невладени организации, и тоа во целиот свет. Дали за оние вистинските граѓански слободи и права, за кои што постојано зборуваат, и постојано не убедуваат, или за правата и слободите на финансиските олигарси, кои едноставно не може да се донастрват во своите финансиски апетити и едноставно не знаат за доста. Објавените документи го симнаа долниот веш на нивниот патерналистички поставен шеф и на неговата болна амбициозност и психопатологија комплетно да завладее со светот. Објавените документи исто така го симнаа долниот веш на нивниот патерналистички поставен шеф комплетно да ги стави под своја контрола, но и под своја моќ, финансиските, но и природните добра и богатства на сите земји во светот. Интересно е што во овие документи, тајни документи, а сега веќе јавно објавени, се гледа како Џорџ Сорос преку неговите невладени организации вршел класично монтирање, би рекла, на изборните резултати во сите земји членки на Европската унија. Значи не се работи само за земји од дел кои што доаѓаат од делот на Балканскиот полуостров или од делот на Источна Европа, туку за едноставно учество или директно соучесништво, би рекла, во постапката на монтирање на изборните резултати и референдумските резултати во сите земји членки на Европската унија. Подеталната анализа на овие документи исто така ги побива тврдењата на новите божем неолиберални и космополитски невладени организации финансирани од Сорос, дека всушност нападите против Сорос се дело на некаква организирана хајка на група луѓе кои своите чекори ги влечат од познатите теории на светските заговори. По објавувањето на овие документи, ваквите напади веќе не само што не држат вода, туку се апсолутно трнати настрана. Во документите што група хакеристи, кои себе се опишуваат како американски хактивисти, кои вистински ја почитуваат слободата на говорот и слободата на човековата мисла, исто така вистински ги почитуваат човековите права, но и легитимните влади, избрани непосредно од граѓаните, се содржани исклучително важни документи за тоа како Сорос директно ги менаџирал процесите поврзани со внатрешната дестабилизација на Европската унија, како Сорос преку своите невладени организации
директно е навигирал бегалската криза токму кон земјите членки на Унијата и кон европскиот континент, а не на некој друг дел од светот. Понатака, овие тајни документи директно го посочуваат Џорџ Сорос како најголем виновник за процесите на масовната имиграција на луѓе од Африка, односно луѓе од Блискиот Исток кон земјите членки на Европската Унија. Од документите точно се гледа кој зошто бил платен да ја брани политиката на отворени граници во Европската Унија и зошто токму сега се отвори прашањето на таа политика на отворени граници во Европската Унија. Исто така, документите се вистински одговор на прашањето кому и зошто му смета силната Руска Федерација. Имено станува се појасно што лежи во позадината на отворената политика на внесување контролирана нестабилност на европскиот континент, зошто акцентот на така наречената контролирана агресија се става токму на земјите од Балканскиот полуостров и зошто нашиот регион се справува со синдромот на нестабилни политички влади кои се под постојан надворешен мониторинг и контрола. Имено не треба многу да си паметен и многу да си умен од како ќе ги разгледаш сите овие документи, да разбереш исклучителната неинвентивност на политичкиот филм што во моментов се прикажува на Балканот, вклучително и во Република Македонија. Политичката игра на овој империалистички мокник со Гебелсов ум и роботска бездушност сериозно ја загрозува политичката и економската стабилност на регионот, но и пошироко, и секако се поставува како темпирана бомба по безбедноста и мирот на луѓето што живеат на овие простори. Јавна тајна е дека Џорџ Сорос заедно со уште неколкумина американски тајкуни во содејство со на нив подчинетиот политички естаблишмент истураат стотици милиони долари годишно за финансирање на политички партии и невладени организации во регионот на Балканскиот полуостров, но и вклучително и во Република Македонија, со цел дестабилизација на политичките системи и со цел соборување на демократски избраните представници на власта. Намената на овие пари е строго фиксирана и позиционирана. Нивната цел е реализирање на сценариска задача за втурнување на целиот регион на Западен Балкан во системот на така наречени црни дупки во светот, преку кои на империалистичкиот мокник треба де факто и де јуре да му се обезбеди царско-владетелска позиција на теренот, како и неограничени можности за искористување на природните и други богатства на земјите што влегуваат во овој систем, се разбира без волјата на граѓаните или без волјата на македонските граѓани. Од друга страна, самиот поим црна дупка го означува географско-територијалниот простор кој треба трајно да биде дестабилизиран заради остварување на туѓи агенди и прецена туѓи материјални, политички и друг вид на интереси. Целово ова сценарио има за крајна цел политичко купување на државите во регионот, но и комплетно владење со така наречениот папок на светот, без никакви резерви и без никакви ограничувања. Тоа де факто и се случува во моментов и тоа се прави на многу едноставен начин. Механизмите за класично купување на државите, без секако да се почитува нивната пазарна и предисториска вредност, може да се согледаат преку дисциплинирањето и политичкото покорување на легитимните политичари. Имено во сите земји во регионот, почнувајќи од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Република Македонија секако, имаме информации, но и конкретни активности на терен, каде што фактички сите легитимни избрани политички влади се ставени под знак прашање, а се на нивно место се монтираат, би рекла, политичари кои што се по волја на овие империалистички мокници, се со цел политичарите да не им служат на интересите на граѓаните, туку тие да бидат инструменти во рацете на мокниците и да ги остваруваат нивните интереси. Дисциплинирањето и политичкото покорување на легитимните политичари
се одвива преку различни инструменти. Тие инструменти се видливи, повторно ќе кажам, во сите политички системи, почнувајќи од Хрватска па се до Република Македонија. Во игра се разни форми на уцени, разни форми на закани, притисоци, преку наметнување психоза дека ќе им се извршат атентати над овие легитимни политичари, но и над членовите на потесното семејство, контролирано дестабилизирање на теренот во форма на спроведување целни терористички напади врз цивилното население, создавање вештачки граѓански немири во форма на некакви шарени револуции и слично. Имено злоупотребувајќи ја својата светска моќ и сила и користејќи ги овие нелегални, ама за неговите интереси секако легитимни инструменти, мокникот сака целосно да го завладее регионот. Филозофијата на ова политичко заробеништво е многу јасна. Легитимно избраните политичари во овие земји, наместо да им се покоруваат и да работат за интересите на своите граѓани, на своите гласачи, се приморани да им се покоруваат на интересите и желбите на странските империјалисти. На овој начин, мокникот целосно ја уништува вистинската политика, ги уништува и погазува изборите како најдемократски механизам за владење со системот. Мокникот на тој начин ја пеплосува и демократијата како досега најдобар и најквалитетен модел за организирање на политичките системи во светот. Исто така мокникот го уништува правото како единствен модалитет за решавање на политичките конфликти. Од друга страна ги кронисува робовладетелските односи и системот на империјалистичка зависност и покорност, позната од времето кога робовите безпоговорно и посветено им слугуваа на владетелите. Парадоксално, но демократијата ја убиваат директно и безкомпромисно продолжувачите на мисијата на нивните татковци и основачи. Вистинските демократски татковци денес би се превртувале во своите гробови кога би имале можност да видат како го злоупотребуваат нивното дело империјалистичките чудовишта на новото време. Како преку класични политички спинови, видливи и за обичен политички лаик, се создава политички привид и политички илузионизам дека наводно се е во рацете на политичарите во националните држави, а всушност ништо не зависи од нив. Зошто? Затоа што одамна им е тргнато чергичето од под масата. Нивното вистинско место, се мисли на локалните политичари, е во витрините на куклениот театар, каде што треба да седат мирно, се до тогаш додека не им дојде улогата во представата. На политичката сцена треба да постојат само куклени марионети, ставени во џебот на странските потреби и странските интереси. Фактички преку клекнување, преку покорување и држање во рацете на политичарите што ги избира народот, овие империјалистички сили имаат за цел делегитимирање на државите и нивно ставање во скутот на суперсилите. Дисциплинирањето на политичарите е одамно започнат процес во регионот, но и во други делови од светот, каде империјалистичкиот мокник има конкретни интереси за врзување на рацете на легитимно избраните национални политички лидери. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со концептот на покорување и држање во раце на политичарите што ги избира народот од страна на империјалистичките сили. Се работи за еден политички концепт кој што е одамна видлив во целиот регион, но би рекла и во конкретни делови во светот, каде што особено изразени се империјалистичките мокници и нивните финансиски интереси, каде што под наводната борба и донирање на странска помош за наводно демократизирање на политичките системи во така наречените земји во развој, всушност се случува и се спроведува еклатантна политика на наметнување вистинска режимска власт на странците, согласно која треба да и се покоруваат сите политичари, но и сите граѓани по оној робовски систем, ако сакаат да живеат во мирновременски услови. Империјалистичкиот мокник со Гебелсов ум нема за цел внесување поголема демократија и поголема економска благосостојба,
ниту во Република Македонија, ниту во Србија, ниту во Црна Гора, ниту во Албанија, а уште помалку во Косово. Она што сега е на сцена е класична форма на неофашистичка политика, на политичко освојување туѓи држави со примена на современи методи и тактики на подчинување на политичарите, а преку нив и на граѓаните во конкретните земји. Ова подчинување треба да доведе до целосна политичка сервилност на политичките елити во земјите кои ќе бидат принудени да работат единствено и само за туѓите интереси. Токму затоа и парите што се истураат во Република Македонија за постигнување на овие цели се неверојатни, тие се фрапантни. Колку е поголем влогот што се става во земјата, толку се поголеми и интересите на финансиерот. Сумата од околу 5,5 милиони евра дадени за опозицијските медиуми и за така наречените невладени организации е само дел од финансиите кои што се истурени на тлото на Македонија во последните 25 години. Наместо овие пари да одат во процеси што ќе значат вистинско напредување на квалитетот на македонскиот политички, правен и економски систем. Наместо овие пари додат кон подобрување на економскиот стандард на граѓаните и подобрување на општата благосостојба во земјата, тие се претежно наменети за купување на наши македонски сограѓани, кои за жал, замаени од мирисот на парите, се вртат и против сопствената држава, се вртат и против сопствениот народ. Нашите здруженија на граѓани, што во деценијски континуитет се финансирани од овие антидржавни пари, веќе сериозно имаат изградено инфраструктура од претежно млади лица, инволвирани во разноразни проекти, преку кои тие и фактички спроведуваат прецизни западни инструкции како да се смени власта што не му одговара на финансиерот и како да се разнебити државата со цел елиминирање на мнозинството граѓани од процесите на политичкото одлучување. Овие така наречени граѓански тренинзи против сопствената држава, што долго време власта во Република Македонија ги гледаше и ги толерираше под превезот на градење функционална демократија во земјата, се всушност процеси за инволвирање неофашистичка политика во земјата, што ќе оди директно против интересите на Македонија и секако на македонците. По системот на Фројдовското огледало, подготвените и добро истренирани фашисти за другите велат дека се фашисти, дека другите создаваат фашистички режим, а всушност тие се тоа што го зборуваат. Што друго откриваат објавените документи на страната soros.dc.lix? Посебно е фасцинантно што со нив се открива стратегијата, но и целта на потребата на Сорос од внатрешно дестабилизирање на сопствената држава на Соединетите Американски држави, преку се помасовното хушкање на така наречени граѓански активисти да се изборат до крај за својата наводна максима, кое што се однесува на и животот на црните луѓе е важен. Станува јасно кој и за какви цели корумпира политичари не само во Соединетите Американски држави, туку се помасовно и во Европската Унија. Станува се појасно кој и зошто ја уништи Украина, кој и зошто го посакуваше и го примени методот на незаконско политичко делување, дозволувајќи класичен незаконски спроведен пуч во Украина да симне демократски избрана власт во земјата. Практично да ја доведе земјата до просечки стап во економска смисла на зборот, а политички комплетно да ја клекне на колена преку поставување обични национални папети во институциите на системот на местото на народно избраната власт. Токму објавените тајни, но сега веќе јавни документи откриваат и зошто на Сорос никако не му успева да ја контролира и целосно да доминира со една држава во светот, односно со Руската Федерација. Зошто не му успева да го сруши традиционалниот руски систем на негување културни, традиционални, идеолошки и други вредности кои што се спротивни од оние пропагирани на другата страна од глобалистичкиот и наводно неолиберален брег. Документите велат: Русија за Сорос е бел кит.
Русија за Сорос е суштество што Сорос се обидува да го фати и да го нокаутира веќе една деценија, но секако без успех. Руската влада, согласно објавените документи, се чини навреме ја насети канцерогената природа на голем број невладени граѓански организации финансирани од Сорос на свое тло и навреме презеде соодветни превентивни мерки за заштита на сопствениот уставен поредок, на сопствената национална сигурност и безбедност. Имено со детално прегледување на достапните документи се добива впечаток дека се работи за мощна умен, но и мощна мудар чекор преземен од владата на Русија. А што стори Русија на овој план? Во ноември 2015 година, државниот јавен обвинител на Русија на пресконференција даде изјава со која Институтот Отворено општество на Џорџ Сорос, но и останатите организации керки на институтот, ги прогласи за несакани групи, за непожелни групи во рускиот систем, упатувајќи им јавна забрана на руските граѓани и организации да земаат учество во кој било нивен проект или каква било нивна активност. За законската основаност на ваквата своја изјава, државниот јавен обвинител ги упати граѓаните и сите заинтересирани страни да ги прочитаат одредбите од рускиот устав, но одредбите и од Европската конвенција за човекови права, каде јасно стои дека ако некој правен субјект или некое физичко лице представува закана или е опасност по уставниот поредок на земјата, ако со своето работење и активност представува опасност по националната сигурност и безбедност, може да му се изрече забрана за постоење или забрана за работење, односно делување во земјата. Во јуни оваа година, значи јуни 2016, Руската дума ја усвои така наречената патриотска стоп листа со вкупно 12 невладени групи и организации на кои итно им се забрани да работат и да делуваат на руско тло, со преземање конкретни чекори за замрзнување на нивниот имот и со итни забрани да делат промотивни материјали во Русија со кои ќе ги информираат руските граѓани што работат и во кои проекти се вклучени. И Руската дума со донесувањето на законот за забранети странски организации во Руската Федерација на правен начин се справи со активностите што политичарите во оваа земја ги имаат проценето како противуставни, како загрозувачки по националната сигурност и безбедност и како загрозувачки по заштитата на правата и слободите на руските граѓани. Голем број документи што протекоа во јавноста ја потврдија оправданоста на Руската дума да донесе ваков закон. И покрај тоа што да потсетиме дека овој закон беше ставен на тапет и од страна на Советот на Европа и од страна на Европската Унија како наводно закон кој што ги крши меѓународните и европските стандарди за заштита на човековите права. Но представниците на Руската дума целосно застанаа позади оправданоста и легитимната цел на овој закон, упатувајќи ги меѓународните експерти и представници на член 11 од Европската конвенција за човекови права, каде што се вели дека секоја држава има легитимно право да донесе закон со кој што ќе се забрани основањето, но и работата и делувањето на вакви невладени организации кои што насилно го подриваат уставниот поредок на државата, насилно или би рекла со помош на разноразни проектни активности можат да го загрозат националната безбедност, но и националната сигурност на државата и секако доколку со своето делување ги повредуваат човековите права и слободи на своите граѓани. Револтот меѓу руските граѓани дополнително се зголеми кога во протечените материјали се најде и скандалозниот проект за Русија, кој што беше подготвен од страна на експертите на Сорос, како и неговата стратегија за делување во Русија за периодот од 2014 до 2017 година. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве повторно назад во емисијата Поента. Пред малку кажав дека во јавно објавените документи кои што протекоа на страната Soros DCLeaks
се најде и проектот Русија на невладините организации на Џорџ Сорос, како и неговата стратегија за делување во Русија за периодот 2014-2017 година. Имено во документот се дефинирани неколку клучни точки и прецизно се наброени сите актери кои треба да работат на слабење на традиционалните вредности во руското општество. Значи, проектот главно е насочен против традиционалните вредности кои што постојат во руското општество со векови, но и против, би рекла, идеологијата која што е воспоставена од страна на владеачката партија на Путин, со цел секако да се преобрази, да се трансформира рускиот политички и правен систем кон неолиберални вредности кои што ги негува милиардерскиот, би рекла, тајкун, поврзан со неговите сојузници. Клучните актери кои што треба да бидат фокусирани на исполнување на оваа цел, слабење на традиционалните вредности во руското општество, како што се вели во документот, треба да бидат домашни интелектуалци кои јавноста ги препознава и ги почитува. Значи, би рекла, целата основа на проектот треба да биде заснована на домашната интелектуала, која што јавноста ја почитува и кои треба да бидат вклучени во бројни проектни активности на овие невладени Соросови организации и секако да бидат соодветно наградени за тоа. Домашните интелектуалци треба да работат во содејство или заедништво со меѓународните или надворешните експерти кои што се ангажирани на планот на надворешно наградување на имиџот на Русија како држава и како систем кој не ги почитува меѓународните и европските стандарди за човековите слободи и права. Значи, надворешните експерти треба да направат се Руската Федерација да биде ставена на црна листа на држави во однос на почитувањето на човековите слободи и права, а домашните експерти треба да делуваат локално во трансформирањето или преобразувањето на руските граѓани и секако миење на мозокот или brainwashing. Надворешните експерти и советници треба да создаваат грда негативна слика за Русија на меѓународен план. Така заедно или збирно, соделување од внатре и соделување од надвор, како што се вели во документот, ќе се создаде двоен негативен впечаток за новите закони, но и за новите политики кои што ги спроведува актуелната влада на Русија и секако нејзиниот претседател, што ќе треба да доведе, како што е посочено во документот, до посериозно граѓанско незадоволство манифестирано по улиците на Москва. Тоа е првата алатка која што е предвидена во проектот за Русија. Втората алатка за разнишување на угледот на актуелната руска политичка гарнитура, а сугерирана во документот, е на руските експерти и интелектуалци кои што се познати во земјата да им се овозможи поголема видливост на глобална сцена, каде што тие ќе добијат шанса да се вклучат во размената на мислења со западните експерти за разни глобални прашања и глобални проекти. Како што е наведено во документот, преку давање на значење на руската интелектуала, која за волја на вистината од секогаш се чувствувала инфериорно во однос на западната интелектуала, ќе се постигне нивна поголема кооперативност, нивна поголема волја, но и желба, како и подготвеност да соработуваат во внатрешните дезинтеграциони процеси, преку кои фактички ќе се случува демонтирањето на традиционалните вредности во системот и секако ќе се намалува вредноста на актуелната политичка гарнитура. Критичкото размислување на руските интелектуалци, домашните, според документот, ќе треба да создаде поголема клима на граѓанско незадоволство, што ќе може да се искористи за организирање разни форми на протести, демонстрации, да не кажам шарени револуции. Тоа е втората алатка. Значи, преку вклучување на домашни руски интелектуалци во на надворешната глобална сцена на размена на мислења, фактички ќе се придобиваат симпатиите на руските интелектуалци кон надворешните, би рекла, окупатори, интелектуални окупатори.
Третиот фокус, кој што е содржан во проектот за Русија и ставен во стратегијата за тоа како треба да се обработува руското општество во периодот од 3 години, е да се работи многу јасно и гласно на силно промовирање на правата на членовите на ЛГБТ заедницата, преку градење на внатрешни капацитети во руското општество, на засилување на нивниот глас, засилување на нивните права и положба во руското општество. Ова е јасно наведено во стратегијата како една од клучните теми на кои што треба да се работи со цел разградување на традиционалниот систем на вредности во рускиот систем. Исто така, во стратегијата како главни теми се наведени и работа во делот на антикорупцијата, односно антикоруптивните политики. Кој парадокс? Луѓето кои што најмногу корумпираат, политичари, интелектуалци, луѓе од јавниот живот, зборуваат за антикорупција и антикоруптивни мерки. Понатака, главни теми се, пазете, правата и правдата, значи нема правда, нема мир. Главна тема е имиграцијата, главна тема е инклузивното образование, проблемот со ромите, секако. Главна тема се и медиумските слободи, и пазете, медиумските слободи и контролата над независните медиуми. Понатака слободниот пристап до информации, но главна тема е и здравството или здравствените политики. Она што е мощно и интригантно е што во овој посочен документ со болдирани букви е запишано што мора да се стори со цел дестабилизирање на Русија. Значи ова е со болдирани букви. Што мора да се стори со цел дестабилизирање на Русија. Покрај овие 3 претходни алатки за кои што зборував, како клучни теми се ставени и терање на приказната поврзана со така наречените политички затвореници, односно целосно актуализирање на случајот Болотнаја, понатака, како што кажав, цензурата во медиумите, но и контрола, притисок врз независните медиуми и независните новинари, она што реално се случува и во Република Македонија. Инаку, намерно не сакам да ги потенцирам сите сличности со Република Македонија, бидејќи мислам дека не постои граѓанин во Република Македонија кој што не може да ги согледа ваквите сличности. Понатака, повторно е потенцирана поголемата видливост на членовите на ЛГБТ заедницата, нивните права, нивните можности, нели, да склучуваат истополови бракови, да посвојуваат деца во тие истополови бракови и онаа приказна која што ја знаеме сите. Понатака, со болдирани букви е и да се зголеми притисокот на лицата од оваа заедница против наводните закони за пропаганда што се тераат за зачувување на семејните и традиционални вредности, секако кампањата која што е против абортусот. И на овој начин фактички да се става да се оцрнат традиционалните вредности во руското општество на сметка на така наречени некои неолиберални вредности. Секако засилување на агендата на правата на жените како ранливи групи во руското општество, правата на лицата со хендикеп како и малцинските права, односно правата на малцинските групи. Интересно е што во документот се развива и цела стратегија за тоа како да се спречи полициското насилство против граѓаните, полициското насилство против, запазете, мигрантите и слично. Во документот што се однесува на Русија, а може слободно да го ставите името на која било земја во светот и да не сгрешите, бидејќи, како што кажав, се работи за проекти и за активности кои што се копи-пейст и кои што се применливи и применети во голем дел од земјите во светот, а најмногу ние се ги знаеме во Република Македонија, но и во регионот. Како што можеме да видиме, најмалку ваквите проекти се фокусирани на решавање на внатрешни проблеми што ги имаат руските граѓани во руското општество. Најмногу акцентот е ставен на туѓи интереси и туѓи влијанија со цел разнебитување на традиционалниот систем на вредности и
внесување на некои неолиберални или неофашистички политики кои во основа треба да служат за интересите на империалистичкиот мокник и мокници кои што се околу него, а се со цел унифицирање на светот по мерка на Сорос. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве не повторно назад со документот за Русија, оној најконтраверзниот документ со кој што фактички се гледа како Сорос и неговите организации го обработуваат во наводници рускиот систем, руското традиционално општество, и секако сите овие активности не се насочени кон помагање на актуелната руска политичка гарнитура, туку напротив, кон силно дестабилизирање на политичката сцена и внесување на нови надворешни влијанија кои треба да играат клучна улога во дестабилизирање на Руската Федерација. Овој документ, како и илјадници нему слични, јас би рекла се еден вид хартијана завеса, еден вид завеса на привид, зад кое што се случуваат оние вистински политички и финансиски реалити шоуа во светот. Зад оваа така наречена наводна грижа за правата и слободите на руските граѓани, како и всушност и на граѓаните во Република Македонија, во Србија, во Хрватска и во други земји, Сорос преку своите во наводници слободоумни локални папети има за цел демонтирање на Руската Федерација како држава во оваа актуелна форма и воспоставување на некои внатрешни правила во државата што ќе му одговараат единствено на Сорос и на неговите финансиски интереси. И токму тука, во однос на овој заклучок, би рекла е крајот на приказната за некаква борба за воспоставување подобри и поквалитетни либерални и демократски вредности во светот. Тука завршува приказната за слободниот човек, тука завршува приказната за глобалниот граѓанин на светот, кој нема своја родна грудка, кој нема своја родна држава. Тука завршува концептот на глобалниот граѓанин со секакви права и слободи, но без никаков систем на заштита на тие слободи и права. Ако се види концептот на глобалистите, како што знаеме, концептот на глобалистите не е да постојат национални држави, силни, политички јаки, каде што глобалните граѓани ќе си бараат соодветна заштита на меѓународно загарантираните слободи и права, туку концептот на глобалистите е градење поредок без држави, градење на поредок без национални институции, градење на систем без национални правила, градење на систем во кој судијата и ке те куди и ке те суди. Овој светски судија, кој што е олицетворение на вакви милиардери или финансиски тајкуни, ке го однесе глобалниот граѓанин на смртна постела со пеење на убави приспевни песни за тоа колку е неприкосновена неговата позиција како граѓанин, односно колку е тој фактички во рацете на така наречените вампири, кои се кенисани да ја исцицаат и последната капка од крвта на вистинските борци за слободите и правата на човекот. Овој е американски тајкун со унгарско потекло. Според информациите кои што се содржани во протечените документи, има вистинска фантазија да го собори Путин од власт во Русија преку креирање на негова антипутинска опозиција, која треба да има за цел дестабилизирање на целата Руска Федерација. И веќе ова не е ниту дел во теориите на светските заговори, туку е реалност која што е веќе достапна до секој граѓанин на планетата Земја. Токму овие објавени документи ја докажаа таа фасцинантна, таа психопатолошка замисла на Сорос, како со употреба на сопствената моќ, како со употреба на сопствените пари и влијанија во светот, да искреира вистински хаос во Русија, но и вистински напад, хакерски напад врз традиционалните вредности во руското општество, се со цел да профитира, се со цел да
добие уште поголем финансиски интерес на сопствена сметка. Новите информации кои протекоа од DC Leaks покажуваат како Сорос направил огромна грешка, но и погрешна игра во чекори во сопствената битка против рускиот претседател Путин. Имено во документот што датира од ноември 2012 година со наслов Фондација Отворено општество или стратешко планирање за Русија, забелешки од видни личности на Русија, она што го кажав дека идејата на Сорос е преку внатрешната интелектуала, преку познати и признати интелектуалци и видни личности на Русија, да се собираат информации кои што ќе му одат во полза за креирање политики против актуелниот претседател Путин. Токму во овој документ е забележано дека тим меѓународни експерти што биле против Путин седнале и дискутирале како да ги утврдат или како да ги идентификуваат заедничките приоритети на активностите на Фондацијата Отворено општество во Русија во следната, значи 2013 година. Како Фондацијата Отворено општество поефикасно да соработува со рускиот партнер во една влошена политичка средина за која што тие се залагале. Но интересно е што овој документ не можел целосно да се реализира во пракса поради мајданските немири, кои, како што знаеме, сериозно повлијаеа на животот на невладините организации во Русија и заради превентивните мерки кои што ги презеде претседателот Путин заедно со Руската дума околу носење на законот за забрана на овие непосакувани невладини организации во руското општество. Токму се чини овие превентивни мерки, но и овој умен чекор кој што го презаде руската политичка гарнитура спречи да се направи поголема штета на овие невладени организации врз актуелната политичка структура во Русија. Во однос на Европската Унија, Сорос има неодамно констатирано дека, цитирам, ЕУ се наоѓа во фаза на екзистенцијална криза и Европската Унија мора што е можно побрзо да излезе од таа екзистенцијална криза заради соочување со предизвиците и проблемите на бегалската криза. Замислете кое лицемерие. Човекот кој што ги упати бегалците кон земјите членки на Европската Унија намерно, со смислено сценарио, сега зборува за потребата Унијата да се, што е можно побрзо да се консолидира, со цел соочување на предизвиците и проблемите на бегалската криза. Навистина врвно лицемерие. Понатака Сорос вели, ЕУ се распаѓа пред очите на европските граѓани. Токму затоа сега е потребен Маршалов план. Замислете, Сорос ќе нуди Маршалов план на Европската Унија, кој според него е апсолутно потребен и неопходен токму сега. Сорос на ова ќе додаде: јас сум тој што предложи Маршалов план за Источна Европа во 1989 година во Потсдам, кога се уште овој град беше во Источна Германија, и таков план ќе предложам и сега за целата Европска Унија. Целиот план за рехабилитирање на Европската Унија ќе одзеде многу време и многу пари, но јас се надевам на јавна и ентузијастичка поддршка од сите граѓани на Европската Унија, ќе заклучи Џорџ Сорос. Прашањето што јавно треба да му се постави на овој човек е дали е можно решението на проблемот во Европската Унија да се гледа во еден од изворите на проблемот, односно дали е можно тој да се нуди сега како решение на проблемот кога тој е лично инволвиран во главните проблеми со кои што се соочува Европската Унија. А истото прашање би се рекло треба да им се постави и на денешните марширачи низ улиците на Скопје, кои знаеме дека во најголем дел се финансирани токму од големите суми на пари што се легнати по сметките на нивните невладени организации, а финансирани од тајкунот Џорџ Сорос. Со оглед на фактот дека веќе времето изминува за оваа емисија, останува уште да ја кажам законската обврска дека емисијата Поента се емитува во рамките на радио
Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска 11 октомври 2016 година професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник на емисијата Поента. Вам ви посакувам убав ден, убава недела и се разбира со подобри мисли, подобро расположение се гледаме, се слушаме наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Останете ми со добро здравје. Поздрав и сте најубаво. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.